Important things believers must know. Macedonian language. Јован Крстител и мајка му и татко му се исполнија со Светиот Дух. Јован беше исполнет со Светиот Дух уште од утробата на мајка си. Лука 1, 16, 17 и многу од синовите Израилеви ќе сврти кон Господа, нивниот Бог, 17, тој исто така ќе оди пред него во духот и силата на Илија, да ги сврти срцата на татковците кон децата, а непослушните кон мудроста на праведните, за да подготви народ подготвен за Господа. Прашање: дали верувате дека моќен човек како Јован Крстител ќе го промени својот налог со Бог за Израел и ќе ги крсти неевреите? Не. Јован Крстител објаснил во 5 книги, Матеј, Марко, Лука, Јован и Дела, дека Исус бил помоќен од него. Тој рече дека ќе крштава со вода, а Исус ќе крштева со Светиот Дух. Исус се крсти со Светиот Дух и во исто време ја исполни и физичката и духовната праведност. Лука 4, 1, тогаш Исус, исполнет со Светиот Дух, се врати од Јордан и Духот го одведе во пустината. Марија, мајката на Исус, беше исполнета со Дух во горната соба. Дела 1, 13, 14 и кога влегоа во горната соба каде што престојува Петар, Јаков, Јован и Андреј, Филип и Томас, Вартоломеј и Матеј, Јаков, синот на Алфеј и Симон Зелот, и Јуда, синот на Јаков. 14 Сите тие еднодушно продолжија во молитва и молба, со жените и со Марија, мајката Исусова, и со неговите браќа. Дела 2, 1, 4 Кога наполно дојде денот на Педесетницата, сите беа едногласни на едно место. 2 И одеднаш се слушна звук од небото, како силен ветар што дува, и ја исполни целата куќа каде што седеа. 3 Тогаш им се појавија поделени јазици, како огнени, и по еден седеше на секој од нив. 4 И сите се исполнија со Светиот Дух и почнаа да зборуваат на други јазици, како што Духот им даваше да зборуваат. Незнабожците се крстија со Светиот Дух и се исполнија со Светиот Дух, зборувајќи на јазици. Прашање: што се случи со незнабожците? Убиството на сите христијани и светци. Поради пари, моќ и контрола, така наречените злобни физички праведни верници ги убиваат духовните праведни верници за нивна лична корист. Се чини дека пастирите и водачите не ја разбираат неволијата во која се наоѓаат неговите. Работите се прават по наредба со Бог. Наредбата е од Бога до Исус и од Исус до учениците. Тоа е причината зошто наредбата им беше дадена на учениците во Матеј 28, 19, затоа одете и правете ученици од сите народи, крштевајќи ги во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, и Јован 20, 21. И Исус повторно им рече: мир вам. Како што ме испрати Отецот мене, така и јас ве испраќам вас. Разговор со учениците христијаните. Исус ги испраќа учениците кои се нарекувале христијани и светци. Ученик е христијанин во Дела 11, 26, а учениците најпрво биле наречени христијани во Антиохија. Значи, може да се каже дека само христијаните и светителите можат да ги поучуваат верниците на вистината затоа што тие се оние со духот на вистината. Лука 8, 9, 10 Тогаш неговите ученици го прашаа, велејки: што значи оваа парабола? 10 И рече: вам ви е дадено да ги знаете тајните на Божјото царство, а на останатите им е дадено во параболи, за да не гледаат, а слушајки да не разберат. Незнабожците кои станаа христијани и светци беа убиени пред стотици години е тешката ситуација. Нема кој да ги научи на вистината. Може би звучи смешно, но тоа е вистина. По убиството беше почеток на деноминациите. Почнаа затоа што никој не ја знаеше вистината. Тие не знаеле ништо за духовниот дел на човекот. Тие знаеа само физичко обожавање, па почнаа да крштаваат вода што беше за евреите. Не знаејќи ја вистината, пастирите учат лажни информации за Јован 3, 16, зашто Бог толку го засака светот што го даде својот единороден син, та секој што верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Многумина велат дека ако го примите простувањето на гревот за спасение, добивате вечен живот. Тоа не е точно. Јован 3, 16 се однесува на Јован 3, 5, Исус одговори: вистина ви велам, ако некој не се роди од вода и дух, не може да влезе во Царството Божјо. Роден од вода значи дека сте го примиле Христовиот дух и роден од дух значи дека сте го примиле Духот Божји и Духот на вистината. Царството Божјо е вечен живот. Јован 3, 16 и Јован 3, 5 ја пренесуваат истата порака. Тие го дефинираат вистинскиот христијанин.
Мора да го имате Христовиот дух, Духот Божи и Духот на вистината за да влезете во Царството Божјо и да имате вечен живот. Дали доаѓате кон светлината или останувате во темнината?